Елегантен накид по поволни цени. MD Jewelry е правото место за вас. Порачите на линкот под видеото. Здраво сите, јас сум Давид и добро дојдовте во новата сезона на Are You Scared. Во оваа нова сезона ќе збориме за многу наводно надприродни работи и ќе дискутираме нивната валидност. Во оваа прва епизода на оваа нова сезона на Are You Scared ќе дискутираме 3 случаи на наводни древни воземјани. Така, значи во оваа епизода ќе дискутираме дали во древно време воземјаните имали удел во некои многу големи и познати градби како што се пирамидите во Гиза. Па затоа мислам дека можеме да почнеме веднаш со овој случај. Постојањето на воземјани долго време е една од најголемите мистерии на светот. Според истражувањето 2015 година, спроведено од YouGov.com, околу 54% од Америка, 56% од Германија и 52% од Велика Британија веруваат во воземски интелигентен живот. Како што е кажано, историјата се чини дека покажува дека воземјаните можеби го посетиле нашиот свет во античко време, помагајќи ни во почетокот на цивилизацијата. Има пештерски слики како ова од Австралија, кои можеби се стари до 5000 години, а некои ги токуваат како суштества кои носат вселенски одела. Или оваа слика од 8000 години пред наша ера во пустината Сахара, која ги илустрира оние што изгледаат како вселенски луѓе кои ги водат домороците во линија. Па ај баш да ги видиме овие слики дали изгледаат така. Прва слика што се деме воземјани во воземски одела, баш мене не ме изгледа на воземјани. Значи ова може да бидат и луѓе со округли глави и на некој начин лошо нацртани. Значи не мора ако ги нацртале тие не мора ако древните луѓе не ги нацртале да значи дека тие постоеле или дека биле посетени од нив, но сепак јас сакам да верувам дека ова се воземјани. Искрено ова ми личи мене на воземјани, ама како што кажав, ова е до лични интерпретации, нели некој може да ги толкува како воземјани, некој може да ги толкува како лошо нацртани луѓе, едноставно. Ајде да видиме на втората слика. Оваа слика беше нели како воземјаните ги водат луѓето во ред во една линија. И ова над нивните глави се како вселенски бродови, мене искрено тоа не ми личи на така. Ова наставно ми личи на луѓе кои што некако се ставени во ред и одат на некое место. И може да продолжиме со текстот. Цртеж на резба на мајите што покажува човек поврзан со она што некој го токува како извор на кислород, додека правува со контролите на нешто што изгледа како вселенски брод. Други фасцинантни објекти го вклучуваат овој хиероглиф од храмот Сети, кој датира 14 век пред наша ера. Се чини дека хиероглифот содржи вселенски летала што лебдат и модерна летешка машинерија како што се хеликоптери. Па ајде да ги разгледаме и овие слики. Значи оваа првата слика беше нели за ова со кислород, искрено ова не знам како би можело да ми личи на тоа. Мене искрено не ми личи ова на горе, нели ова горе што е вселенски брод, а ова доле како извор на кислород. Дај да видиме оваа другата слика. Ова е како од карпа, и ова е дваменово карпа, и ова е многу сумнително по мене, да. Мислам дека ова личи на хеликоптер, да, неве два хеликоптера и еден вселенски брод има, значи ова е навистина сумнително. Не знам како би можеле да знаат древните луѓе од тогаш дека во еднината ќе се создадат и вакви работи или па на случајно само ги нацртали и после илјаници години нели навистина се создале тоа, но тоа нели многу тенка шанса е да се случило тоа. Искрено мене да, ми личат и ова и на вселенски броdoви на хеликоптери ми личат и мислам дека можеме да продолжиме. Дополнително, парче од карпа од приближно 100 години пред наша ера покажува жена која презентира она што некои го сметат за лаптоп со USB порти. Ај баш да видиме лаптоп со USB порти уште од тогаш. Па ова е баш мене на лаптоп ми личи искрено. Да, ете ги USB портите, иако не сега го USB туку се како крупчиња поише, ама не знам што би можело да биде, што тогаш се користело, а да не биде лаптоп. Не знам што би можело да биде, вака од прв поглед мене навистина ми личи на лаптоп, како и зашто го пронашле лаптопот, што тоа што нели останува мистерија. И конечно еве хиероглиф од храмот Хатор во Египет кој ги прикажува работниците како работат со она што изгледа како огромни светилки. Може и објаснувајќи како медиците можеле да видат во темница кога цртале сложени хиероглифи во нивните гробници. Ајде да погледнеме и таа слика. Ова е многу сумнително по мене. Да, ова навистина ми личи мене на светилки, како што можете да забележите, овие светилки се нели поголеми од самите луѓе и не знам како би можеле да создадат еден ваков предмет древните луѓе. Не знам навистина што друго би можеле да бидат овие. И можеме да продолжиме со текстот.
Но надвор од овие мали расфрлани референции за воземјаните и модерната технологија постојат цели градови, цивилизации и архитектонски зафати кои не тера да се запрашаме дали од секогаш сме биле сами. Она што следува се недобрите мистерии што ги нуди историјата во однос на античките воземјани. Племето Догон, првиот случај е племето Догон и Сириус Б. Догоните се племенска група во Западна Африка, јужно од Тимбукту, во Република Мали, која се населила некаде помеѓу 10 и 13 век. Во 1930-те и 1940-те години, студиите на францускиот антрополог Марсел Гриоле и Жермен Дитерлен открија дека догоните посетували изненадувачка количина на знаење на модерна астрономија. Според нивните студии, догоните верувале во овие работи од кои сите се научни факти. Планетите орбитираат околу Сонцето. Земјата и другите планети ротираат околу нивната оска. Сатурн има прстен, Јупитер има 4 месечини и конечно дека звездата Сириус е всушност дел од двоен звезден систем кој содржи звезда наречена Сириус Б, која има 50 годишна орбита и е невидлива со голо човечко око. Знаењето за тоа како планетите орбитираат нема да бара напредна технологија. Меѓутоа, за да се знае за прстен на Сатурн и за месечината на Јупитер ќе биде потребен изворен вид и исклучително ведро небо. Но она што е навистина зачудувачко е знаењето на догоните за звездата Сириус Б. Особено ако се земе предвид фактот дека научниците може да препознаат информации за Сириус Б само со употреба на квантна механика, релативност и напредни телескопи. Ова ги наведува некои да веруваат дека догоните били учени за Сириус Б од многу понапредна цивилизација. Значи, како што реков, тие имали изворено знаење во астрономијата, знаење кое што е кога тие нели антрополозите ги прашале како тие знаат, нели тие се чудо не виделе заради знаењето на племето Догон во астрономијата. Како што реков, нели тие знаеле дека планетите орбитираат околу Сонцето, дека Земјата има други планети што Земјата и другите планети ротираат околу нивната оска. Нели тоа би можеле да го знаат, некако би можеле да го знаат, но да знаат дека Сатурн има прстен и Јупитер има 4 месечини, не би можело да биде возможно со оглед на тоа што нели древните луѓе нема никаква технологија што денес ја поседуваат денешните луѓе. И мислам дека можеме да продолжиме. Ова ги наведува некои догонската митологија наводно зборува дека ги посетува збир на суштества наведени како Номо, кои според авторот Роберт Темпл се амфибиски суштества од звездениот систем Сириус. Значи имало нели во пишаните документи нели тие племето Догон кажало дека некои како се вика нели збир на суштества кои ги нарекле Номо и дека тие Номо ги научиле за сите работи од астрономијата кои што ги знаеле овие племето Догон. И тоа нели голема мистерија кои суштества биле тие суштества што ги напишале како Номо. Иако некои луѓе имаат други теории, како што е Роберт Бурнам, кој верува дека догоните можеле да знаат за Сириус Б поради изворен вид. Тој теоретизира дека со рефлектирачки телескоп од 10 инчи и ведро небо, Сириус Б можел да се види. Меѓутоа, ако ова беше вистина, догоните исто така ќе можеле да го видат Уран, Нептун и други космички наблюдувања што тие не го направиле. Друг сомнеш дава авторот Карл Саган, кој верува дека космичкото знаење на догоните е конзистентно со информирана личност од 1930-те и 40-те. Саган тврди дека француските антрополози кои ги посетиле во тоа време и разбиле приказната за догоните, само го вплеткале Сириус Б во постечката митологија на догоните за да направат интересна вест за продавање. И его сега овој познатиот автор Карл Саган вели дека нели тие 20 антрополози што го посетиле племето Догон го измислиле цела оваа вест, го измислиле нели за да имаат добра продажба од нивната историја, така. И нели со ова што рекол Карл Саган нели може да се негира све што го прочитаме до сега, дека тие неверојатно го знаеле тоа, но сепак не можеме да кажеме дека тие навистина го измислиле тоа и мислам дека можеме да отидеме во вториот случај, а тоа е градот Тиванаку. Град кој бил високо над морското ниво околу 4 км. Жителите на Тиванаку користеле масивни монолитни камења кои тежат до 450 тони. Како луѓето од Тиванаку ги преместиле овие огромни камења останува мистерија. Некои сугерираат дека камењата биле влечени со трупци, но други веруваат дека воземјаните можеби помогнале со некакви антигравитацијски уреди. На локацијата биле откриени 200 издолжени черепи, веројатно глави на шамани, чии глави биле врзани за таа форма во обид да се засили нивната способност да комуницираат со божество. Замисливо, овие шамани ги изложиле своите черепи за да ги имитираат божествата што ги посетиле. Можеби главната мистерија на Тиванаку е кои инструменти ги користеле луѓето за да ги резбаат своите камења за да постигнат таква точност без употреба на електрични алати.
Например, има блокови Х кои се преплетуваат на детален и софистициран начин за кој не е потребен малтер. Наукацијата има и календар за кој некои веруваат дека датира милиони години наназад, а го направиле посетители во Вселената. За добра мерка, во близина на портата на сонцето во Тиванаку е ѕид украсен со глави за кој некој верува дека можеле да бидат воземљени. Значи еве овде кога ќе се рече дека тоа биле глави на воземљени, сепак тука мора да се вмеша фактот дека тоа намерно го правеле нели луѓето на градот Тиванаку, демек тие верувале ако ги издолжат главите на некој начин, тие ќе можеле подобро да комуницираат со своите божества. Инаку таму биле откриени нели тие блоковите што без малтер се спојувале. Значи била потребна токаа прецизност, милиметарска прецизност за тие блокови да се спојат самите без никакви малтери и други работи. И мислам дека може да продолжиме со третиот и најмистериозен случај на древни воземљани. Пирамидите во Гиза. Трите пирамиди во Гиза биле изградени помеѓу 2550 и 2490 година пред наша ера во Египет. Тие били изградени како гробници за фараоните со цел да се угледаат и да ги почитуваат боговите. Првата и најголема пирамида, позната како големата пирамида, била изградена околу 2550 година пред наша ера за фараонот Куфу и е висока околу 146 метри. Секоја страна од пирамидата била 230 метри, а површината на секоја страна е 2200 метри квадратни. Аглите на основата на пирамидата се речиси совршени агли од 90 степени. Се тоа сугерира дека луѓето што градели имале високо разбирање за математиката, или сепак тие биле учени од некоја усовршена цивилизација, односно воземјаните. Како што прочитам, нели, пирамидите биле огромни, тие се високи, големата пирамида, најголемата пирамида во Гиза е високо околу 146 метри и тоа е нели многу голема висина за толку малку луѓе да можат да изградат сами за толку кратко време. И мислам дека мораме да продолжиме за да ги согледаме сите факти. Големата пирамида била изградена од околу 2.3 милиони камења, секој со тежина од 2.5 до 15 тони. За да завршат големата пирамида за 23 години, работниците требало да поставуваат камења на секој 2.5 минути секој ден во неделата. Египтјаните немале тркала, макари или работни животни. Па, како може да ви подигнат и транспортираат овие огромни камења со таква ефикасност? Значи, добро, сега тука тие ако навистина го направиле ова, мислам дека е нефер од наша страна да збориме дека нешто друго им помогнало нив за да ги направат. Замислете, тие луѓе го посветиле цел живот да ги направат тие пирамиди и сега некој вели дека не, тие не направиле ништо, воземјаните се симнале и помогнале да ги направат пирамидите. Мислам дека е нефер, но сепак ако ги согледаме фактите, мислам дека е да не речем невозможно, но сепак ќе речем малку е далеко од вистината да тие толку време посветат да направат толкави пирамиди. Нели како што кажав, работниците треба да поставуваат камења на секој 2,5 минути, секој ден во неделата. Значи тие морале цело време да работат за 23 години да можат да ги направат пирамидите и мислам дека тоа е невозможно од моја страна, но сепак мораме нели да бидеме фер. Некој предложи структура на рампа, но таа ќе мораше да биде масивна, а не се најдени докази за оваа конструкција. Дополнително, големата пирамида е совршено усогласена со магнетниот север. Не е познато како египтјаните би можеле да го знаат ова, иако некој теоретизира дека тоа има врска со наблюдувањето на космосот. Периметрот на големата пирамида, кога се дели со двојно по големата висина, наводно резултира со бројот пи до неговата 15-та цифра. Ова може да докаже сомнително познање на математиката. Пирамидите во Гиза се исто така значително сочувани во споредба со другите пирамиди на светот и покрај тоа што пирамидите во Гиза се со векови постари. Некои тврдат дека ова се должи на фактот дека тие биле одржувани во текот на изминатите стотици години, иако други веруваат дека тоа е знак на возраско зачувување. Конечно, трите пирамиди се согласуваат со моделот на појасот на Одион, факт што некој го сметна за невозможен подвиг за древните египтяни да го постигнат. Освен ако се разбира тие граделе врз основа на инструкции. Она што денес го фативме се само некои од античките мистерии кои инспирираат чудо невиденост и љубопитност на нашето место во универзумот. И како и со повеќето случаи кои се занимаваат со постојањето на воземјани, одговорот никош не е дефинитивен и секојаш се остава на лична интерпретација. Дали не посетуваа и ни помагаа воземјани во античко време? Дали воземјани воопшто постојат? Одговорот за сега останува неразјаснет.